Владеачката СДСМ или се уште нема или не сака да го каже ставот за тоа дали граѓаните кои нема да успеат да извадат лични документи со новото уставно име на државата, треба на изборите кои следат идната година да гласаат со лични карти или пасоши каде го пишуваат претходното Република Македонија. Актуелните документи, дури и ако не се со истечен рок, само поради новото име и одредбите од Преспанскиот договор, важат најдоцна до февруари идната 2024, а следната година е изборна, со предвидени председателски и парламентарни избори, на кои секој избирач ќе мора да има важечка идентификација за да гласа. Од Државната изборна комисија за Алфа ТВ порачаа оти ова е новонастаната ситуација која што досега не е предвидена во изборниот законник, па така тој ќе треба да се менува. За разлика од Социјалдемократскиот сојуз, од ВМРО ДПМН состав велат дека правото на глас не смее да се ускрати. Пратеникот Антонио Милошовски на социјалните мрежи неодамна порача оти се надева дека власта нема да биде толку безобразна и навистина да им оневозможи на дел од граѓаните да го остварат правото на глас само затоа што во личната карта не го пишува новото државно име. Секој валиден документ, без разлика каков наслов носи, би требало да е валиден за гласање. Но за ова прашање Државната изборна комисија треба да изгради принципелен став и на тој начин да ги заштити правата на гласачите без разлика на политичките одлуки кои можеби измениле наслови на некои нивни лични документи. Дел од граѓаните со кои разговаравме велат дека не планираат да вадат нови лични документи само поради новото уставно име на државата, бидејќи старите се уште им важат, па не гледаат причина повторно да даваат пари. Други пак велат дека тоа не им се допаѓа, но мораат. Дали ќе извадите нови лични документи иако ви важат старите поради новото име на државата? Ако ми важат старите, не ги вадам воопшто и ќе ги скинам новите. За тоа време ќе ги кинеме. Пред една година ги имам извадено, значи пак сега треба да ги платам истите. Ја не би ги менувам ако државата така налага, што да правиме тоа? Не ми е потев да менјам. Документи ќе извадиме, ама кој ќе истече рок. Сега да давам пари, а извадени ми се брзо, нема сметка. Јас сега вадев пасош со Република Македонија, сега зашто да вадам пак наново, кој ќе ми плати мене? Ја не сакам да вадам лична карта, затоа што уште не ми е истечен рокот. И додека Министерството за внатрешни работи не толку успешно се трка со времето за исполнување на заложбите од Преспанскиот договор, останува отворено прашањето дали граѓаните кои нема да успеат до истекот на рокот да дојдат до нова лична карта или пасош, ќе може да гласаат со постоечките документи.